Почитувани, добар ден. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа е господинот Армен Таравари, кандидат за председател на Република Северна Македонија од коалицијата Вреди. Господин Таравари, зашто граѓаните би гласале за вас? Која е вашата предност пред другите кандидати и пред директниот против кандидат Бујар Османи од ДУИ? Токму така, ние сме 7 кандидати, од кои што 5 од кандидатите се од македонци, 2 сме албанци. И надпреварот искрено ќе биде во албанскиот блок помеѓу мене и господинот Бујар Османи. Јас се надевам дека граѓаните препознаваат на кој би му дали доверба за да ја води државата во следните 5 години. Секогаш граѓанинот почнува прво што ќе анализира кај еден кандидат е неговата програма, што он може да обезбеди за следните 5 години, што се неговите програмски цели. Второ е кредибилитетот на кандидатите. Ја мислам дека немам скандали и афери овие 7-8 години колку сум во политика и како градоначалник и како министер за здравство. И од друга страна имаме кандидат кој што ги прошета сите министерства, беше и во владата на Груевски, која што знаете како заврши. Потоа имаше еден предмет во специјалното јавното обвинителство, кој што беше предметот пациент, ја не знам сега, може би и нема ништо од тоа, меѓутоа тоа се зборуваше и за тоа кажа и специјалното јавно обвинителство дека имаат таков предмет. После тоа се случи тоа што се случи. Како Северна Македонија ќе ги продолжи преговорите со Европската Унија, ако услов се уставните измени? Кој е вашиот став во тој контекст? Веќе тоа е став на Европската Унија и Европската комисија дека Македонија за да ги започне преговорите треба да се направат уставните промени и тоа е неспорен факт. Јас кажав и 2022 година во јуни кога се донесе европскиот предлог за договорот меѓу Македонија и Бугарија, сите тие преговори беа нетранспарентни и неинклузивни. Меѓутоа, штом веќе тоа се прифати и помина во парламент, сега тоа е факт дека ние треба да, ако сакаме да започнеме, преговори, а друга алтернатива, ја колку што гледам, никој не кажува дека има друга алтернатива, ние ќе мораме да ги направиме уставните промени и да го продолжиме европскиот пат на Македонија, бидејќи не постои, ве велам, друга опција. Да постојат други опции, тогаш во ред, тогаш би можеле да разговараме. Најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМНЕ се заложи за укинување на балансерот. Кој е вашиот став, би дали ли поддршка? Знаете, балансерот е воведен од ВМРО ДПМНЕ, колку се сеќавам. 2006 година е воведено баш од ВМРО ДПМНЕ. Видете, застапеноста на етничките заедници во одредени институции пред 2002 година беше скандалозна и сега некако се изедначува. Меѓутоа, балансерот и се злоупотребува, за жал, не само од македонците, туку и од албанците се случува да се злоупотреба, па и од граѓаните, доколку можеме да најдеме друг механизам кој што ќе ги има во предвид и застапеноста на етничките заедници, меѓутоа и мерит системот, значи тие што се способни. Кога избираме македонец, нека биде најспособниот македонец. Кога избираме албанец, нека биде најспособниот албанец. Кај нас не е пречка етничката застапеност, колку што е пречка што партиската застапеност го задавува системот, посебно администрацијата. Отворени сме за се да разговараме, меѓутоа дека треба да постои еден механизам кој што ќе супримира влијание на партиско влијание и јас сум заинтересиран. Како ги толкувате наводите за руско влијание во Северна Македонија? Јас не би кажал руско влијание, бидејќи не знам за руско влијание, немам некакви докази, меѓутоа знам дека има големо српско влијание во Македонија. Тоа е недвосмислено, значи се повеќе, посебно преку Отворен Балкан, влијанието на Србија е огромно во македонското општество, генерално збора. Имајќи во предвид дека Србија има многу добри односи со Русија, е многу блиска, можам да кажам
можеби најблиска држава од Западниот Балкан која што е со Русија. Ако има руско влијание, тогаш мислам дека тоа руско влијание оди преку Србија, а дека српското влијание е огромно во Македонија, тоа е неспорен факт и тоа сум го кажал многу често. Тоа не штети само на македонците или само на албанците, генерално на државата. Така, тогаш кој мислите дека е промотор на тоа српско влијание? Видете, јас често зборувам дека единствен период кога српското влијание беше најмало во Македонија, српското влијание, е периодот 98-2002 година, кога на власт беа господинот Љупчо Георгиевски и Арбен Џафери. Мислам дека ова 22-3 годишно владење на господинот Ахмети, можеби не директно, можеби на наивен начин или без да знае, меѓутоа дозволи да има вакво огромно српско влијание во Македонија. Така, кои се ризиците по безбедноста на Северна Македонија од евентуалното руско или еве како што велите српско влијание преку? Видете, ние сме веќе членка на НАТО и ова е убава превенција, добра превенција за државата. Вие гледате дека се повеќе политичари не можат да добијат одредени сертификати, посебно тие што работат во безбедносни структури на државата, кои што се под контрола на НАТО и подобра контрола отколку НАТО што може да има врз намалување на руското влијание во Македонија, нема. Така да ние треба да продолжиме и продолжуваме да бидеме членка на НАТО, меѓутоа да се обидеме и да бидеме членка на Европската Унија. Што повеќе ќе тежнееме кон Европската Унија, толку помало ќе биде и влијанието на, да речам, структури кои што не им мислат добро на Македонија. Како ја оценувате досегашната борба против корупцијата? Па, видете, само анализирајте како се рангираме од меѓународните институции по тоа каква е перцепцијата за корупција. Ние сме меѓу најлошите држави во Западниот Балкан. Зошто постои корупцијата? Тоа е последица на нефункционирање на правна држава. Само анализирајте колкава е довербата на граѓаните во судскиот систем. Ќе видите тоа се 2, 3, 4, 8%, што е загрижувачки реално. Како треба тоа да се, што треба да се направи? Треба да се започне сериозно со реформи. Реформи како може да се направат? Само со политичка ротација, само со смена на власт. Како вие би ја подобриле состојбата во овој дел доколку бидете избран за председател? Видете, транспарентноста е најдобриот начин за враќање на довербата во институциите на системот. Меѓутоа, исто така и влијанието на председателот, знаете, може да влијае само преку судскиот систем, да влијае таму кај што избира одредени членови на тела кои што се во судскиот систем. Треба да се изберат луѓе кои што да се делегираат од председателот, луѓе кои што се професионални, кредибилни и личности со високи морални капацитети. Така. Вашиот поранешен сопартиец Зијадин Сила ве обвинува дека работите по наредби и ве нарече марионета на ВМРО ДПМН. Зошто сугерира ваша поврзаност со ВМРО ДПМН? Јас со господинот Села 10 години бевме заедно. Не предпочитувам да зборам ништо лошо за него, бидејќи колку толку 10 години сме биле заедно. Он може да каже се, ние се знаеме многу добро, не јавно, туку и приватно не сум кажал ништо лошо, бидејќи таков сум по карактер. Со луѓе кои што сум соработувал долг период и ако патиштата ни се разодат, повторно имам некаков респект према него. Времето е најдобриот доказ за повеќе работи, така да никогаш во животот не сум бил ничија марионета, ниту дозволив да бидам марионета на господинот Села, па не можам да бидам ниту марионета на ВМРО или на некоја друга партија. Без разлика, он мисли така, времето ќе покаже кој мислел подобро, а и граѓанинот ќе покаже дека кој имал право во нашиот случај кога се раздели. Добивте ли информација кој ви го остави куршумот пред врат? Се уште немам добиено никаква информација, за жал не сум ни повикан од
никакви ниту полициски структури, ниту судски институции, барем да знам што се случило и како се случило. Камерите во мојата куќа ги сменив и ставив поквалитетни камери, кои што покажуваат сега и преку ноќ, кога нема светло, да се види секакво движење во куќата. Се надевам институциите на системот барем да ме информираат што се случи. Влезен сум во оваа работа само што можам да направам добро, да помогнам за утре моите деца и внуци живеат поубаво во оваа држава кај што живееме. Мојата политичка кариера можам да речеме при крај, бидејќи секогаш сум кажувал дека 10 години се доволно во политика. Јас сум веќе 8 години во политика, се надевам за 2-3 години да оставам една добра екипа позади мене, која што ќе продолжи, со која ќе се гордеам, бидејќи тие ќе бидат подобри од мене. Така, меѓутоа велите 10 години се доста во политиката. Значи ли тоа дека доколку не победите на претседателските избори ќе се повлечете од политичкиот живот? Секако. Ако не победиме во овие избори, ја мислам дека така треба да биде и во целиот западен свет е така. Во сите развиени демокрации е така, значи ако изгубите избори, барем пред органите на партијата, иако кај наши имаше одредени случувања, не ми се дозволи од сопартиците барем едни избори да ги терам до крај, а јас им кажав, варам доверба од сите вас, еден пар на избори до 8 мај, ако не победиме на 8 мај, јас сум тука да дадам оставка и немаше да има сила која што може да ме запре да не дадам оставка доколку бевме обединети и не победевме и вака ќе победиме. Така, кога велите ако изгубиме избори, мислите на претседателските или на парламентарните избори? И на претседателските и на парламентарните, секако. Знаете, претседателските избори ќе бидат еден индикатор за парламентарните избори, така да јас се надевам дека ќе ги добиеме без никаков проблем. Така, во спротивно поднесувате оставка? Па, така доаѓа. Кои ќе бидат првите 3 чекори што ќе ги преземете доколку се случи другото сценарио, односно доколку победите на изборите за претседател на Северна Македонија? Доколку победам на изборите, прва работа што би направил би отишол во Брисел и би побарал од европските политичари да ни дадат гаранции дека нема да има други услови за Македонија за да го продолжиме европскиот пат. Втората работа, кој ќе биде идниот мандатар, би го повикал, оти треба да му се даде мандатот за да формира влада, од него би побарал да ми даде динамика за уставните промени, за да ги започнеме што побрзо и да не ни се повтори Букурешт 2008 година. И трета година би побарал од политичките партии и од владата да се тргнеме од Отворен Балкан како проект, бидејќи никој не остана освен Македонија и Србија. Господин Таравари, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам за можноста. Почитувани, го следевте интервјуто на Радио Слободна Европа со господин Арбен Таравари, кандидат за претседател на Северна Македонија.